Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема техника за справување со љубопитноста кај децата. Ако имаме ние мало дете кое што е особено љубопитно и кое што сака да допира се, особено да спомнеме сега околу предновогодишните празници, каде што домовите се украсени со елки, со лампиони, со новогодишни украси, оваа техника на регулирање и на нежно скрутување на љубопитноста кај децата е особено битно за родителите, затоа што наместо постојано да викаме по децата, не допирај ги нештата, спушти го ова, врати ми го мене и така натаму, значи наместо тоа ние да ги учиме децата на една техника која што се вика допир со прст. Што подразбира оваа техника? Оваа техника подразбира едноставно прво родителите да ги препознаат сите оние места во домот каде што кога се украсени со голем број на украси, кои места се најпримамливи за детските очи и за детските прсти, и за да може правилно да го насочи тогаш своето дете, да го води своето дете во моментите кога тоа ќе почне да ја покажува својата љубопитност. И во моментите, значи, кога ќе забележи родителот, кога детето ја пројавува љубопитноста, тогаш тој нежно му го одзема вниманието преку зборовите, види, погледни, ова е малечкото прсте. И со ова малечко прсте, сега со еден многу нежен допир ќе ги допираме работите. И потоа го носиме на повеќе места детето и го учиме како да ги допира тие работи кои што ги одбрало детето, значи го учиме како да ги допира со малото прсте. И потоа го оставаме самото да може да се прилагоди кон тоа нешто, да видиме колку детето всушност самото ја научила таа техника и навистина набрзо ќе забележиме дека нашето дете може да се случи дури да надзира дали родителот го гледа или не, како тоа ги допира со малото прсте лампионите и украсите по домот, и дури на некој начин тоа зиркање го прави како да на некој начин да и бара потврда од страна на родителот дали тоа го прави доволно добро. И баш во таквите моменти кога детето почнува да се сомнева во себе, овие моменти родителот да ги користи како моменти за зајакнување на самото дете преку топлина, нежност, милост, преку радост спрема детето, со зборовите, например, браво, види колку убаво си се научил да можеш така нежно да ги допираш лампионите. И ако забележиме дека детето повторно почнува со сите 5 прсти да ги фаќа нештата, тогаш нежно можеме да го потсетиме, да му кажеме: види, па сега ги допираш лампионите со сите 5 прсти. Покажи ми како тоа го правеше пред малку со малото прсте. Значи, тоа би било доволно за да може детето повторно да се сети, да се потсети како треба да го прави тоа. Меѓутоа, многу е битно кога ние интервенираме за да може да се сети на техниката со прстето, како да ги допира украсите. Битно е ние да не го затекнуваме детето со нашата реактивност и да го оставиме, значи, самото и кога забележуваме дека едноставно детето позастанува, па е збунето, ги преиспитува прстината, значи тоа набрзо и самото ќе свати како треба да го направи тоа, или пак ако имаме повозрасно дете, тогаш можеме и да го ангажираме и тоа дете да го поддржи своето братче или сестриче, да му помогне кажувајќи му колку е добро, значи или да го охрабри колку убаво ја прави таа техника, или пак доколку го забележи дека ги допира работите со сите 5 прсти, да го потсети повторно да се опиде тоа да го прави само со едно прсте. Драги родители, се надевам дека ви се допадна ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.